Благодарам. Ова е 12-тото продолжение на седмицата на која што дискутираме на предлогот на владата за разрешување на јавниот обвинител Марко Зврлевски. Ова е 77-миот ден од владењето на Социјалдемократскиот сојуз во Република Македонија и само сакам вака пладневно да ги потсетам граѓаните на Република Македонија дека за овие 16 минути што кацниме со зачнувањето на седницата, тие се задолжени со нови 17.750 евра. Тоа е трендот кој што го промовираше новиот живот во овие 3 месеци од владењето на Социјалдемократскиот сојуз. Сакајќи да се вратам на темата, сакам да напомнам дека во контекст на овие 11-дневни дискусии за разрешување на јавниот обвинител Марко Зврлевски, конструктивноста на опозицијата се покажа со поднесувањето на нов предлог закон за јавно обвинителство во кој што беа срочени предлозите токму на опозицијата, предлозите токму на лидерот и предлозите на бившата техничка министерска за труд и социјала. Конкретно што значи тоа? Тој закон ќе се збориме за тој. Придржите се кон репликата на колешката. А за тој закон ќе збориме кој ќе дојде на ред. Добро. Има седница за тоа. Колешке слажана, мислам дека ќе беше многу подобро најпрвен да дискутиравме за нашиот закон, затоа што ќе ги опфатеше сите оние сегменти кои што значат транспарентност во постапката и консензуалност во поддршката за избор на нов јавен обвинител во Република Македонија. Тоа значи дека според нашиот предлог новиот јавен обвинител требаше да биде поддржан од минимум 2/3 од пратениците во Македонското собрание, така како што на многуте дебати, на многуте интервјуа сегашниот премиер Зоран Заев ветуваше, дискутираше и дебатираше. И онај втор сегмент кој што беше напомнуван секогаш во неговите интервјуа, тоа дека јавниот обвинител во иднина треба да произлегува како предлог на опозицијата. Јас сметам дека тие се добри предлози кои што за жал не беа послушани од актуелното мнозинство владеачко. И уште еднаш сакам да напомнам дека провеува се уште оној впечаток дека сите овие 11 дена дискусија ние длабоко завлегуваме во кршењето на изборниот законник, поточно на членот 8а, со кој што од денот на донесувањето на одлуката за распишување на избори до завршувањето на изборот на председател на Република Македонија, пратеници, совети, градоначалници, не смее да се започне постапка за вработување на нови лица или постапка за престанок на работен однос во државна и јавна институција. Која е целта со упорното продолжување да дебатираме кршејќи го овој закон, не знам, но тоа ќе проценат граѓаните многу брзо на 15 октомври, во кој што ќе испорачаат фактурата за сите овие 77 дневни грешки на владата на Социјалдемократскиот сојуз.